Ова ни е официјално прва пресконференција која го допира она што се вели уметничкиот терк на работа на Македонскиот народен театар и она кон што ние во изминатите 3 години стремевме да го направиме и заедно со оваа зграда, со можностите што ни ги нуди, започнуваме со премиерата на Вечната куќа, авторот Јордан Плевнеш, режисер Дејан Пројковски, и веќе ги имате датите веднаш зад вас, но јас ќе ги повторам. Нема да имаме една премиера, туку ќе имаме 3 премиери. Тоа е 7, 8 и 9 декември оваа 2013 година во новиот објект на Македонскиот народен театар. Мислам дека нашите уметници заслужуваат да имаат еден ваков репрезентативен објект и од пред се од архитектонски изглед, интериерно обликување и нешто што за мене е многу значајно, а тоа е срцето на театарот, е таа сценска технологија која што ја поседува овој објект. Се потрудивме и максимално, морам да кажам, како Министерство за култура да вложиме голем труд и голема енергија и голема посветеност да овој објект што беше ветен се реализира и да биде ставен во функција на целата наша уметничка фела, кој што ќе го користи се со цел за презентација на уметничките и културните вредности кои ги поседува нашата држава. Морам да кажам, сум среќна и горда на сето ова и посебно ме радува што еве денеска, како што каже директорот, се е соопштена и првата премиера во овој нов објект. Јас, како да кажам, навистина ми е драго што и вака редовно доаѓам на пробите, каде што можам да ја видам таа силна енергија, уметничка енергија која што ја поседуваат нашите актери, нашите глумци. Дел од нив се и денеска тука. Сакам да изразам голема благодарност за сите нив. Се надевам и очекувам да представата биде навистина на она ниво кое што и досега го следев на сите овие проби. Уште еднаш голема благодарност за сите вас. Ние се потрудивме како Министерство за култура со целиот тим кој што работи во Министерството за култура да направиме еден објект според проектантските решенија, според сите оние капацитети кои што беа дадени значи во проектната програма и да создадеме едно дело кое што навистина ќе отсликува и нашата, морам да кажам, богата културна слоевитост, како што кажав, уметничка вредност и овој објект значи да биде, морам да кажам, во интензивна функција и придонес за нашата уметничка фела и за сето она што и досега и во иднина се надевам ќе може да го создава благодарение на сите овие капацитети и на целокупната значи опрема која што ја поседува театарот. Голема благодарност уште еднаш до целиот тим и до сите вас. И значи ова ќе биде една европска ренесанса на Македонија оваа зграда, оти се е Европа во неја, дури и приказнава што ќе ја раскажеме, нели Свети Кирил и Методи беа прогласени за заштитници на Европа 11 векови после нивната смрт. И еве на празникот на нивните ученици што ја формирале Охридската книжевна школа, како прва школа на хуманизмот од Македонија во европски рамки. Сега со оваа нова зграда ќе влеземе во новата европска ренесанса на Македонија, бидејќи ретко се подигаат ваков тип на згради во ова време на рецесија европска и светска. И тоа ќе биде вистински дом на надежта дека европската цивилизација во годините што доаѓаат ќе ја доживее својата ренесанса, еве, зошто да не да биде едно зрно во тој бескрај и нашава приказна со овој театар. Она на што следно би го споделил како верба, како сон, тоа е пред 3 години кога токму тука во Македонскиот народен театар, во зградата која се уште беше карабина, ја прочитавме пораката за Светскиот ден на театарот. И тоа е исто еден ден кој што, кога се собравме тука во една зграда која што се уште беше далеко од ова што изгледа сега, всушност бевме сите собрани тука да ја прочитаме светската порака за театар и да продолжиме сите заедно да го движиме тој голем сон. Тоа ми и тогаш уште
и тој ден се присетив на средбата со Плевнеш. И пред 3 години исто така повторно во себе си повторив дека се е во сонот и во вербата каде треба да одиме за да стигнеме сега тука. Посебно оваа приказна наречена Македонски народен театар, каде што се заслужни многу луѓе, начело со Министерката за култура, кој што лично би сакал да се заблагодарам за големиот ангажман, бидејќи овие 3 години сме некако постојано во контакт и знам што се прави Министерството за култура, но и колку е личен ангажман внесен во овој театарски гигант да изгледа вака како што изгледа. Представата треба да дојдете да ја видите затоа што е склоп на неверојатни уметници внатре, во неа екипа која навистина ретко може да ја добиете на овие простори. Мислам дека сама ќе зборува за себе, јас нема да кажам. Играм само адвокат за имотно-правни односи, уставен патриот на Република Македонија и заштитник на Република Македонија како имотно-правна држава. Тоа е нешто што прв пат го играм во животот и му благодарам на авторот Јордан Плевнеш што ме обремени со сите тие ставови, алинеи, членови и уставни закони. Барем нешто ќе поднаучам за она што мислам дека секој македонец треба да го знае, а тоа е каков е законот кај нас. Можеш после сам да се браниш. После да, доколку пошто имам раклиш, сака да ме тужат, можам и сам да се бранам на суд. Но морам да кажам дека приговорот е нешто што не разликува од другите и тука ќе изгубам. Сакам да ви кажам дека неописиво е чувството кога доаѓате во нешто што навистина се нарекува театар. Предпоставам и вие го имате тоа чувство, додека седите овдека и повеќе гледате околу што се случува отколку во нас, бидејќи нас те не гледале, а вакво нешто навистина немаме видено. Представата е таква каква што заслужува една ваква зграда, репрезентативна, спектакуларна, огромна, го презентира целиот ансамбл на МНТ и тоа е нешто што повторно ретко имаме шанса да го видиме, затоа што во главном гледаме представи со по 6, 7, 8, 10 актери најмногу. Уште еднаш да се заблагодарам за се ова што ни го возможивте, на Јордан за текстот, на сите оние што учествуваа во театарот, почнувајќи од врвот па надолу или обратно, како сакате. Ние ветуваме дека ќе останеме достојни и морам да ви кажам, ги разбудуваме духовите кои играле. Тоа се духовите на Петре, на Илија Джувалековски, на овие писатели, што големи дејци што направиле нешто. И за мене најемотивната сцена во представата е појавувањето на Васил Шишков во улогата на неговиот татко Ристо Шишков, за чиј што дух тврдам дека сум го почувствувал во онаа шупа многу пати. Вие тоа за жал не сте можеле да го почувствувате, нели? И дека се уште постои, а на некој начин го внесовме и него. Единствен актер што се појавува во представата е Ристо Шишков, неговиот лик, и мислам дека е достојно и повеќе од тоа. Благодарам толку.